Се наоѓаме во градинката Орце Николов на територија на општина Карпош. Може ли да ни кажете какви се активности се практикуваат за време на летниот период? Има ли некоја разлика што се случува во текот на целата година и за време на летниот период? Јас за летото секогаш велам дека тој е период кога ние имаме работа, значи работиме интензивно, не се намалува обемот на работа во однос на вработените, во однос на директорот на стручната служба, меѓутоа сепак летото е време кога се намалува бројот на деца во градинките, но без оглед на тоа колку деца има во градинките, значи дали има полн капацитет или пак работиме со намален капацитет, ние мораме да работиме, односно децата мора да ги задоволат своите потреби и ние нивните и тие постојано нешто бараат од нас, да работиме, да играме, да реализираме. Иако нели не е како што беше до пред еден месец кога поинтензивно се работеше. Меѓутоа, она што е специфично за градинките, за разлика од училиштата и другите институции, е што во градинката нема застанување, значи континуирано се работи на програмски активности. Детето е постојано нели во раст, во развој, тој не сме никако ниту еден миг, ниту еден ден да се испушти тој негов, да се поттикнува тој негов развој, нели на најразлични начини. Така што и во летото тоа истото го правиме, но не само што ние тоа така сметаме дека треба да го правиме, туку затоа што сме и врзани да работиме на програмски активности. Секако пак се тоа по релаксирачки активности, летни да не речем активности се повеќе, спортско-рекреативни, културно-рекреативни активности, но секојдневно воспитувачите мора да внимаваат, нели, еве веќе кога доаѓавте видовте надвор дека има и кош поставено, и голчиња поставуваме, и топката е тука, сакаат да играат, сакаат, тоа особено го сакаат. Значи, континуирано, секојдневно работиме сето време, нема застанување. Освен активностите, нели, кои ги споменавте пред малку, дали се менува и нешто друго за време на летниот период? Еве, например, да речеме храната. Дали храната останува иста како што е преку целата година или пак има некоја промена додека траат, нели, овие топли денови? Па, искрено на тој момент, односно на исхраната во детската градинка, во нашата градинка пред се, ние посветуваме сериозно внимание континуирано, значи во текот на цела година, така што летната сезона е можност малку повеќе на децата да им даваме овошје во исхраната и свеж зеленчук. Дали градинката е подготвена или полека се подготвува за да ги прими новите дечиња кои треба да дојдат веќе, нели, од септември? Значи летото го користиме и за средување на градинките, за поправање на оние дефекти или проблеми што во текот на годината се појавиле. Се чисти по-интензивно во овој период, иако нели мора да споменеме дека персоналот е намален. Меѓутоа се обидовме во оној период додека беа сите скоро на работа да се пере, да се исперат теписоните. Значи континуирано да се поправи, да се подготви градинката за од септември, затоа што кога ќе дојдат 25, 30, 35 деца во групите, веќе тековното одржување на објектите се прави, но не може за некои поголеми зафати да се зборува. Така што мислам дека од септември ќе бидеме подготвени за да ги прифатиме новите дечиња, да им биде убаво во градинка, за да им го направиме дејството убаво, пријатно, безгрешно.